издание на ние го посетуваме за платформата која за секогаш ќе го промени доживувањето на човекот, говорејќи и уживајќи апропо за седмата уметност. Оваа 2025 година се одбележуваат 130 години кино, патент кој што ќе го промени светот. Малку околу историјата. Браќата Огист и Луи Лимиер од Франција на 13 февруари далечната 1895 пријавуваат патент за кинематограф. Тоа е моментот кога се раѓаат филмот и киното. Но, французите биле во добро друштво. Некои историчари на филмот и до ден денешен водат дискусии кој го открил филмот, кој пак киното. Дали навистина тоа биле браќата Лимиер во 1895 или сепак треба да се спомене гениалниот американски иноватор Томас Алва Едисон или пак германските браќа Макс и Емил Складановски. Прашањето е дали како датум за крштевка на киното ќе се земе техничкиот развој или повеќе фактот дека за прв пат не гледал само еден човек низ коцка за гледање подвижни сцени. Тогаш веќе станувала збор за група луѓе кои се наоѓале во една просторија, каде што напред на платно се проектирал цел филм. Раната форма на киното. И бидејќи секој од нас на момент е жеден за изненадување и чуда, и кој може ова најдобро да го задоволи? Никој толку добро, како современите модерни техничари, волшебници со специјални ефекти и холивудските автори. Кината и денес ја живеат својата златна ера. Овие концепти и платформи привлекуваат милиони луѓе ширум светот. Таму се гледаат филмови, денес се гледаат во боја, а понекогаш и во 3D. Тоа се доживувањата кои се проектираат на големите платна. Киносали полни возбуда. Така и со нашиот пријател Cineplex, кој повеќе од една деценија го носат вистинскиот спектакл на самите премиери, блокбастери, големи наслови, културните диверзитети преточени на платното кое оживува и раскажува некоја своја историја. Денес говориме за работата во кино, почетоците, работниците во оваа индустрија, па и самите зачетоци на Cineplex, движењето, еволуцијата, филмски наслови и многу друго. Cineplex е австрийска компанија која што е почната уште во 60-тите години од минатиот век. Почната е како дистрибутерска компанија. Значи, дедото на нашиот сегашен сопственик ја има започната оваа приказна со дистрибутерски права за филмови за Австрија и Германија. Во текот на 90-тите започнува експанзијата на киното како медиум во Европа и така се креира и Cineplex. Cineplex во Македонија доаѓа во 2012 година. На 22 ноември ги отвараме вратите за првите посетители. Го отворивме со светска премиера на Skyfall и на Животот на Пи. Значи, во Македонија Животот на Пи беше првата проекција што било кој во светот можеше да ја погледне. Тоа беше големо достигнување за нас како Cineplex и општо за Македонија како локација, каде што првата премиера на филмот официјално беше прикажана тука и тоа во 3D, за прв пат во 3D. Многу интересен момент беше тоа, бидејќи внатре мораа да седат припадници на МВР со night vision goggles, значи научари за ноќно гледање, за да видат да некој случајно снима и излезе нешто пред официјалната премиера во Лос Анџелес. Скептичност немаше, баш се сеќавам деновите пред отварање владееше голема возбуда меѓу целиот тим, сите што работа околу отварањето и локалните, значи од Македонија и од Австрија, од Србија, сите што беа на помош во Скопје. Сите беа возбудени да видат како ќе биде прифатено киното, затоа што Cineplex донесе и дигитализација на киното во Македонија, значи 9 дигитални проектори, врвен surround систем за звук, стадионско седење на седишта, значи колку и да е висок човекот пред тебе нема да ти смета да гледаш непречено на платно. Немаше скептичност, имаше само возбуда и сите едва чекавме да се скине црвената, да се исече црвената лента за да може да видиме како народот ќе реагира и можам да кажам дека првиот ден, ова е еден мал фан факт што можеби не го знаат сите, Ситимо мораше да ги затвори вратите затоа што беше препон молот, капацитетот се наполни, сите чекаа да влезат во кино и се сеќавам јас лично кога почнаа првите карти да се купуваат, беше еуфорија на сите страни.
Cineplex главното седиште е во Виена во Австрија и во Австрија е најголемиот кино прикажувач во целата држава. А потоа присутни сме секаде на Балканот, значи одејќи од Австрија надоле, имаме кинолокации и во Италија, значи во Северна Италија имаме 3 локации. Потоа во Словенија сме на 7 локации, Хрватска имаме 2 локации, Босна имаме 3, Црна Гора 1, Србија имаме најмногу од целиот Балкан, таму има 10 локации. Косово имаме 2 локации, Албанија имаме 2 локации, Скопје нели со 1, Грција со 1 и имаме во Романија мислам дека 5 локации. Бидејќи Балканот е голем како регион, не може еден човек да биде одговорен за сите држави. Имаме еден вид на помали headquarters за одредени региони и во Скопје се наоѓа малиот headquarters за Македонија, Албанија, Грција и Косово. Тука имаме оперативен менеджер, имаме технички раководител за киноопремата и за целокупната состојба на киното и имаме IT менеджер кој што е одговорен за сите овие 4 држави. Ние сме многу како тим, како маркетинг тим сме многу поврзани, секојдневно комуницираме преку нашата WhatsApp група, си разменуваме идеи, искуства, затоа што нешто што функционира во една држава не значи дека ќе функционира и во другата и цело време разменуваме идеи како нешто да подобриме, што е нешто што може да направиме да биде поефективно, поексплозивно, подобро за филмот. Што се однесува во дали се гледаме еднаш годишно сите, значи од Австрија до Грција, сите држави на една локација се собираме 3 или 4 дена, каде што и во живо разменуваме искуства, даваме извештаи, правиме презентации, исто така и сме дел од обуки од дистрибутерите од цела екс-Југославија, кои што се во директна врска со продуцентските куќи од Холивуд, така што и тие ни даваат некои невидени видеа или некои работи кои што се уште не се излезени за идната година, нешто што можеме само ние да го видиме како привилегија затоа што сме во овој бизнес. Во изминатите, можам да кажам, 10 до 12 години се наметна потребата за алтернативна содржина во киносалите низ цел свет. Така почнавме со прикажување на опери и балети од светските куќи од Метрополитен и од Болшој. Секоја сабота и недела имавме во живо вклучување од матине програмите во Њу Јорк и во Москва, тука во Скопје. И со тоа видовме дека постои една празнина на содржина која што нашите гледачи сакаат да ја конзумираат, меѓутоа не можат на друг начин и на друго место. Така почнавме да носиме и концерти. One Direction, Justin Bieber, BTS, познатата корејска група која што е многу тешко да се најде билет и многу е скапо да се отиде некаде надвор за да се искуси тоа музичко, колку се 7 луѓе се во таа музичка група и најдовме начин да го донесеме тоа искуство поблиску до сите нас со прикажување на нивните концерти и нивните филмови тука во Cineplex. Тоа се случува насекаде, не е само во Cineplex Скопје. Значи сите држави истовремено ја имаме истата програма, затоа што сме така врзани во една мрежа, каде што ако еден прикажува еден филм, најчесто, односно концерт или музички филм, сите го прикажуваме во исто време, во истиот ден. Веќе си колку години во Cineplex и како започна твојата приказна? Тука сум 12 години, колку што е киното, толку сум и јас. Некој месец сум помалце јас од отварањето. Како започна? Со другарка завршивме со факултет, чекавме да почнеме мастер, имавме една месец дена, мислам дека празнина. И бидејќи претходно имавме работено на други филмски фестивали, други настани, генерално се знаевме сите меѓу себе како маркетинг тимови, промотери. Се слушнавме со еден што работеше тука, беше одговорен за промотирките на Cineplex и го прашавме дали има слободно место. Да. Така почнавме да делиме флаери доле низ трговскиот и после некое време почнав да работам тука на каса. Значи, ова е from scratch, од овде се започнува некако. Да, речеме, од овде дури уште подоле од делење флаери, сабота и недела и делење пуканки пред да се отвори киното. Потоа почнав да работам тука извесен период и само почнав да напредувам затоа што
Еднаш кога почнав, како што кажа ти, јас не знаев дека постои опција да се работи во кино во Македонија, ама како почнав да работам за Cineplex на позицијата на која што бев како касиер, сватив дека има многу големи можности за напредување и за усовршување само ако навистина сакаш да го работиш тоа. Мене ми се види како интересен медиум, затоа што не постои вакво нешто кај нас до сега. Еден ланец на работа, значи ако еден тим малце забушава, тогаш секаде се осеќа таа разлика, секаде се чувствува тоа неработење. Тука некако сме сите како буквално поврзани сме, уиграни сме, сите знаеме кој каде треба да биде одредено место и многу често знам дури сега кога имаме гужви, кога има премиери, да застанам на каса, да искуцам, да помогнам, да направам пуканки. Тука си да си помагаме меѓу себе, без разлика кој на која позиција, дури и одговорните од Австрија и нашиот собственик што е на самиот ден на отварање на Cineplex застана кај машината за пуканки, почна да прави пуканки, да полни кофи, да полни кисички со пуканки, затоа што и тој самиот има почнато од некаде од почеток. Најдобрите моменти се дефинитивно моментите кога после година од кога отвори Cineplex свативме дека ги научивме луѓето што е кино, што е мултиплекс, затоа што имаме 9 киносали, затоа што имаме 1400 сидишта на една локација. Ги научивме да не разликуваат од останатите киносали низ Македонија, кои се останати од претходни години, кои што не се реновирани, кои што не се баш така направени за уживање, туку се направени за мултифункционалности, за приредби, за концерти, за патронати, за се што може една општина да направи во една сала го прават и во киносалите. Ние тука сме конкретно само за кинопроекции и навистина беше интересен моментот кога конечно луѓето сватија дека кино е кино, дека филм тука се гледа со големо уживање, дека е подобро да го гледаш и да го искусиш тој момент на премиера заедно со милиони луѓе низ цел свет. Значи во ист момент кога гледате истиот филм, ги чувствувате истите емоции, ги имате истите коментари, дали ви се допаѓа или не ви се допаѓа филмот и некако се чувствуваш како да си дел од нешто многу поголемо. Имаме едни златни правила на работење и на функционирање, каде што секогаш кога има тешка ситуација пробуваш да останеш смирен, да не дополнително да ескалираш работата со карање, со докажување, со исправување на грешките. Туку се повлекуваш и оставаш некој што е поодговорен и повозрасен и по-сениор од тебе да дојде да се справи со таа ситуација. Тоа што ме научи Cineplex е секогаш да бидеме смирени и секогаш на емпатија. Значи емпатија плюс затоа што луѓето од другата страна можеби не знаат како функционира киното, можеби не знаат како функционира продавање билети, секогаш треба да имаш еден вид на емпатија и да буквално да се ставиш од негова страна на размислување и малце да ја смириш ситуацијата, да не ескалира во нешто многу по-страшно. Што треба еден, да речеме, апликант да знае и кои се можеби критериумите за да се влезе во семејството на Cineplex? Зависи на која позиција, меѓутоа секогаш бараме луѓе кои што се ведри, насмејани, кои што малку барам сакаат да гледаат филмови. Не бараме некое големо искуство, затоа што знаеме дека не можеш освен тука да го добиеш на друго место, меѓутоа да се тимски играчи и да се навистина фини, нормални, насмејани, да можат да поднесат секакви предизвици. Многу се учи во кино за самата индустрија и за како функционира дистрибуција, како функционира продукција, како функционира и кино како медиум. Тоа се учи тука и на ниедно друго место, затоа што тука ги има сите позиции во една. Многу често комуницираме и со режисери, и со продуценти надвор од нашите држави и надвор од Европа. И размината на искуства е нешто што, например, не можеш да го научиш на ниедно друго место, освен ако си директно инволвиран во овој бизнес. Cineplex како Cineplex нуди многу можности да се едуцираш и да се надградуваш себе си, дали во кинобизнисот, дали во дистрибуција, бидејќи имаме и таква гранка во Cineplex, дали сакаш во менаџерски води, маркетинг, значи секде каде што има потенцијал во тебе и сакаш да го искористиш, е возможно, да. За бројот на распродадени билети, отчетноста на дневно продадени билети, колку се закажани, се праќаат до Австрија, како иде да речеме работата во тој дел? Значи нашите системи се врзани директно со дистрибутерските куќи, значи на крај на секој ден се праќа извештај автоматски за бројот на продадени билети за секој филм до конкретниот дистрибутер. На пример, не знам, за Јон Вардар вечер кога ќе заврши денот околу пред полнок некаде, се праќа извештај до продуцентот и дистрибутерот на Јон Вардар со список на продадени карти по термин, по сала, дневно, да. Значи тоа е да се избегнат било какви можни
пропусти, затоа се праќаат моменталните состојби секоја вечер. Со 10 години искуство зад себе, Бојан е исто така дел од киносоставот на Cineplex, технички раководител кој секојдневно работи на проекторите во контролната соба. Тој накусо го објасни процесот на работата и еволуцијата на проекторите последнава година, така што секој би ги уживал новите филмски содржини со новата технологија. Ова се сега новите Барко проектори, сите се произведени 2024, сите се ласерски и моментално се променивне малце напредна генерација сервери AMS 3000. Се уклучува напојување на аудио ракот и се веќе можеш онлайн да се јонадиш, сето функционира на затворена мрежа, не можеш никако да пристапиш од надвор. Во овие речисите сите на години што те научи оваа работа и ме интересира што ти било можеби најтешко со што си се соочила и се соочуваш да речеме, еве знаеме дека ако снима струја или слично, тие работи би сакал да ги прикажеме еве како техничко лице во Cineplex. Снимувањето на струја од секогаш порано ни беше многу поголем проблем, бидејќи по старите проектори што работеа на лампа, ни се гасеше лампата. А за серверите што беа надворешни единици, за нив имавме UPS-и, си имаа константно напојување, меѓутоа многу варираше овде струјата во овој дел од градот, да речеме, и кој имаше невреме надвори, се случуваше некои 20-30 пати да имаш такви секунди, 2 секунди, каде што лампата ти се гаси. И можеш да трчаш секаде, да видиш каде е изгасена, да им се извиниш на луѓето, да вратиш филмот некој минута, две. Техничкиот раководител како тебе мора да е постојано во оваа соба додека трае филм? Не, сега веќе тоа наместивме и има напредни системи што дозволуваат централизација, контрола од едно место на сите 9 сали, сите 9 сервери да ги имаш пристап, значи немаш никаква потреба, доколку само потребно е да си конектира на таа мрежа што е, и имаш пристап до се, си правиш еднаш неделно, си оправат распоред, си прават што почнува, кога почнува, како почнува, што да има на тоа. И на крајот сето останува само да се физички да се запали лампата, доколку има продадени билети, и си започнува проекцијата. Digital Cinema Package или DCP, како што би ги рекле, SATA дискови, сега веќе и по старите сервери има и опција ова да се стави внатре, само директно да си се инжестира, меѓутоа на поновите, и како што гледам и куќиве веќе започнуваат сето онлайн, па ти треба и подобар интернет и место каде што да ги чуваш сите филмови и сето тоа. Порано имавме многу поголеми. Мораше физички некој да дојде, имаме тука и помошни проектори кои што беа за додатен превод, што сега веќе филмовите стасуваат со приклучен превод, со суплементи, како да кажам. И немаме потреба од тоа, се уште ги имаме, за секој случај имаме што се филмови од фестивали што сакаат со 2 со 3 преводи да идат, па ни даваат и додатни преводи, албански, македонски, англиски, било како. Меѓутоа веќе тука нема некоја потреба. Се разбира, мора да има лице кое што е проверува опремата од време на време и пак ова сето е. Си имали случајно едноставно луѓе доаѓаат на некоја премира и едноставно не идат работите, вон контрола сте и се извинувате и такви работи имало? Имало кога некој дел од проекторот ќе ти откаже или дел од серверот, а немаш ти резервен тука дел и тој дел мора да се нарача од некаде од производител, па да додека стигне и тоа се затвара салата веќе недела, две. Да, па сите продадени билети можеш да исторнираш, да им се вратиш, да им вратиш пари на луѓето, да им се извиниш, да доколку сакаат на друга проекција, друго нешто, друга сала или било како и да. И мислам дека секој од нас чувствува еден посебен мирис во овие ходници прекрасни во Cineplex. Би те прашал бидејќи има практично многу луѓе кои што гравитираме нели по овие ходници и тоа се многу луѓе, баш е карамбол. Подложи секако секојдневно чистење, претпоставам дека. Да, значи по завршувањето на секоја проекција во текот на денот се чистат салите внатре, мора да се исчистат имално нели пред да дојде наредната група на луѓе што ќе гледа филм, а ходниците и темелното чистење се случува секоја утро.
Значи секој ден се чисти киното од почеток до крај и се дезинфицира исто така на неделно ниво. Тоа ни остана практика уште од времењата на корона, кога моравме нели да дезинфицираме често. Го правевме тоа многу често и сега ни остана во практика, ги имаме истите машини, средства и мораме да чистиме затоа што сепак повлегуваме и во сезона на грип, на настинки, на алергии, на се што може да се пренесе во кино и сакаме да превенираме колку можеме повеќе. Кога, како и на кој начин се чувствува моментот да се подложи на некаква реставрација на инвертарот на Cineplex? Морам да честитам за новитетите кои што ги донесовте. Тука се секако оној кози момент како една мала, како едно фоае кој што го направивте баш да се чека пред некоја кинопроекција и да не заборам дека ги имаме сега новите делукс седишта. Cineplex Скопје има 26 делукс кожни седишта, 18 во сала 6 и 8 во сала 4. Тука просторот најмногу возможуваше да се инсталираат бидејќи се електрични и се спуштаат и се во полулежачка состојба кога се скроз спуштани. Искрено првиот ден пред да ги пуштиме се мислевме дали луѓето ќе знаат како да ги ракуваат, затоа што се уште немавме пуштано објава дека ќе бидат такви седишта во тие сали. Меѓутоа на првата проекција беше на Джокер, влеговме и буквално сите редови што се со тие седишта беа пополнати, сите беа со нозете кренати нагоре, со масичките полни со пуканки на час. Значи многу убава гледка, како за прв ден без никаква најава, веднаш се продадаа седиштата. I got the sneaking suspicion that we're not giving the people what they want. It's okay, baby. Let's give the people what they want. Боја ни даде некакво специјално уживање, Real 3D. За скори некој сега се упатуваме кон новите делукс седишта, кои што биле рече дека се во прв миг распродадени. Велиш се скусија може и бројот се седишта поради комфорот. И тоа вака изгледа. Сериозно, каква е реакцијата кога ги носите како новини во Cineplex? Многу позитивно. Беше коментарите се конечно, фала Богу, ова го сакавме да се испружиме и да гледаме филм како што треба. Зашто не се цели сали вака? Значи многу позитивни коментари. Трите категории на столици остануваат љубовните седишта кои што беа доста популарни пред да ги воведеме кожните фип седишта. Остануваат и местата за луѓе со колички, со инвалидски колички, исто така кожните седишта се во моментов најбарани голем хит и само докажува дека нашите посетители во право време ги донесовме и им ги задоволивме потребите кои што ги имаат за комфортно гледање на филм. Дали имаш можеби статистика колку до сега премиери беа прикажани, колку филмови или на месечно ниво колку се прикажуваат, отприлика околу бројки, тоа ме интересира. Во Cineplex во изминативе 12 години се поминати повеќе од 3,5 милиони посетители, значи продадени билети. Најпосетена премиера останува се уште најпосетен филм се уште останува Джокер првиот дел од 2019 година. Барби се доближи ептен блиску и беше можеби најрозевата премиера во Cineplex, значи тоа беа реки од розова облека што влегува и излегува во кино константно цело лето. Многу добар светски маркетинг водеа Барби и Опенхајмер заеднички и двата филма беа еднакво посетени, што беше многу интересен момент затоа што Опенхајмер траеше точно 3 часа, Барби траеше нешто помалку од 2 часа и скоро идентична бројка на посетители има за текот на целото лето. Генерално знаеме дека Марвел универзумот носи една поубава возбуда, ама да речеме филм кој што можеби и очекувано било да има посетеност, а сепак спротивно се случило можеби. Она може било изнадување за вас можеби. Да, очекувавме многу од последните филмови на Марвел, значи тие што излегоа од 2020 година наваму. Меѓутоа Мадам Уеб, окей, да, Мадам Уеб и Морбиус беа на друго ниво. Меѓутоа очекувавме повеќе од Ant-Man, очекувавме повеќе од Доктор Стрендж. Сепак нашите очекувања ги оправдаа Спајдермен, значи човекот пајак во среда пандемија направи бројка како што филмови во регуларни услови не можат да направат. Една еуфорија владееше околу тој филм, сите сакаа да го гледаат и тоа беше навистина многу убав декември 2021, ако не се лажам. Најубава премиера според мене до сега беше полноќната премиера на еден од Star Wars филмовите.
Значи, владееше една многу позитивна енергија, фановите дојдоа сите облечени во косплеј, сите беа насмеани, среќни, сите очекуваа дека ќе гледаат многу добар филм и се чувствуваше таа енергија во фоаје. Мора да признам дека особена возбуда носат хорорите кај младата популација. И еве ќе те прашам што се уште останува најгледано можеби во текот на седмицата кога ќе се најави некаков жанр. Зависи од сезоната. Например, сега влегуваме во сезона во моментов сме во сезона на хорор филмови, тие се секако најгледани затоа што тинејџерите 16-17 годишни има некако предизвик во друштво да гледаат хорор во кино. Има еден многу интересен феномен, тоа почна да се случува со излагувањето на калуѓарка, мислам, кога почна на социјални медиуми да се предизвикуваат тие што се плашат и тие што не се плашат заедно да гледаат филмови, и тоа продолжи како традиција и сега. Доаѓаат група на момци и девојки од 16-17 години, девојчињата се плашат, момците не, па сите заедно гледаат филм. Интересен момент. За крај, зошто да го избереме Cineplex можеби и како кариера, еден животен предизвик и што ќе препорачаш на крај? Можам да кажам дека во Cineplex едноставно друг е филмот. Гледаш филм, меѓутоа го гледаш во комфор каков што немаш ни дома. Најнова технологија, филмовите се директно од светска сцена донесени тука, дури порано некој од нив. Ги имаме најкрцкавите пуканки, највкусниот начас. Едноставно амбиентот е многу поинаков и можеш конкретно да се фокусираш на филмот без никакви други странични дистракции. Значи нема прекинување на филм, нема реклами за време на филмот, нема некој да ти стои над глава или милениче да ти бара екстра внимание. Едноставно си фокусиран и навлезен во филмот како што и треба да се гледа. Платното е огромно, значи моментално во оваа сала платното е скоро 200 квадрати. Освен тоа, мислам дека во Cineplex владее една пријатна атмосфера и за работа, и за посета, и е место кое што дали го посетувате како посетител или сакате да се вработите тука, е правото место за вас.